Dobro večer. Alo, dobro večer. Povejte. Во врска со темата што ја начнавте со треска. Сакам само граѓаните да ги подсетам, скоро имаше нели борба за една парцела кај мајчин дом во населба Аеродром. И неколку обиди со претходниот сегашниот градоначалник, каде што веќе однапред се знаеше дека тоа е купено па препродадено. Граѓаните као нешто се обидуваа, протестира и наспроти тоа никнаа две згради. Не една, две никна. Значи човекот не беше благодарен што ја доби парцелата за една, си направи две згради. Така да исто сметам дека ќе се случи и во Треска парцелата кај што беше старата фабрика за мебел. Нема доблес кај градежните фирми, тие се тајкуни кои што малце им беше во стар аеродром, каде што секоја фирма, оделена лука, не знам ни јас како се нарекуваат, имаат направено по десетици своји згради и уште им е малце и сега наместо да седнат и да дадат дел од колачот, од испраните пари и да направат они тој парк и да се пред Бога наклонат и на народот да му дадат, па нека напишат убаво како што прават цркви во аеродром од, не знам да не сгрешам, од Чифлиганец или не знам други, нека напишат дека е тоа подарок од сите градежни фирми за граѓаните на град Скопје. Како што после земјотресот се правеше и се градеше, така и они сега, после овој, така да наречем земјотрес од градежна мафија што му се случи на град Скопје, да дадат свој дел од колачот. Тоа би било, според мене, најправилно. Јас сум скопско дете и најповеќе ми е жал што својата младост на кеј 13 ноември у втората зграда позади ЦК, кај Опатија, тука израснав, што Луна парк ми го демонтира преку ноќ, панорама, автодромот, кончињата, се украдоа. Го опустошија паркот. У паркот има трупци, нема толку трупци во Европа колку што има исечени дрва во Луна парк. Порака до градоначалниците и на сите лица што обавуваат служби, да има доблест во нив, одговорност, љубов, морал, етика и да веруваат во себе и да му дадат на народот. Само на тој начин ќе се ги исперат гревовите. Се друго е чист криминал и лоповлук. Ја ви благодарам и